15-20 години да се инвестира и се разбира да имаме соработка со сите земји во светот, кои што економска, трговска и така натаму, и да креираме нови вработувања, не во јавната администрација, треба да се намалат негде 70%, по полека, не одеднаш да ги избркаш луѓето. Тоа не е решение, значи има начини како луѓето се пензионираат, луѓето се префрлуваат од, пример, од администрација во тие фабрики, производствени погони и така натаму, во земјоделие. Значи, кога зборувам во секој можен поглед, па и за туризма. Ние мора да инвестираме. Ние не можеме без пари да креираме, не знам што е, пример, ќе земам Преспанското езеро, уништено, упропастено затоа што нема инвестиции. Штета што ние имаме толку многу туризама, буквално ништо не правиме за нашиот туризам. Па не правиме затоа што државата не инвестира, затоа што државата, луѓето што ја водат владата, не ја само ова влада и предходните, Так. нив не сака да седнат и секојдневно да работат, не само да привлече странски инвестиции, туку и овие кредити што ги земаме, наместо да ги дават на неспособни градоначалници и советници, да ги финансираат општините за некои си идиотски тротоарчина и некои улици,